Невестата што не умеала леб да месит. Чита Александар Станојков. Една млада невеста не умеала леб да месит. Секое месење ќе го призатуткаше и ќе го испечеше Господ да го умножи како кал. Ниту арно месен, ниту арно печен. Мори невесто, мори душко, и рекол свекоро. Вака не се месит леб со мрза. Лебот месење знаеш како сака? Да го местиш, дури да се умориш и пот од челото да ти избиет и под опашка да ми простиш што ќе ти речам, оти сум стар човек. Туку ошто ми ет мака да гледам, да не ја абиш маката, да од тоа те учам. Уште еднаш, ако не го месиш убав, од глава ќе ти го удрам, вака да знаеш, разбра невесто ќерко, али не разбра што ти велам. Отпусти страм невестата, ни црна, ни бела не одговорила. Арно ама ја кладе на ум науката од свекороје и која кладе да меси лебот, која го меси многу, вати да се обидуваат со рака на чело и одзади. Меси, обидуј се. До најпосле беше се испотила арно и на чело и одзади. Стиснал и го клала в црепни, та го испекла. Кога го изваила, да ти е мило да го гледаш, заубајна, како некоја папајца. Ставила младата невеста да вечерат и го зел свекоре лебот да го кршит. Му се пулитна погачата, беше пораснала една педана угоре. Еве што викаат леб невесто, сега леб си месила како некоја папајца, сега да ми ти е талал. Вака го сакам лебот, секојаш да го нагодуваш за да биди тарен. Вистина бре татко, излезе лебот убав, туку 10 пати сум се обишла со рака на чело и кај газо. Да ти е бел образ, од тоа се испече многу убав, татко. Ако не се обидов, дали сум испотена на двете места, брго ќе се испечеше ваков убав, ама не е твака, татко? Така е, ќерко, туку гледај секојаш да го месиш вака. Немој се горе еднаш и после пак да го месиш како плочка, да и ако не се обидиш одзади. И рекол свекоро.